на минута пред 10 часот се враќаме во студиото. Верувам дека досега уживате во сето она кое што ви го представуваме како содржина во Здраво Македонија. Се договоривме со гостите малку да ја поткренеме атмосферата во студиото и да зборуваме за малку побави и поведри теми, па затоа ќе започнеме со играта која што вие многу добро знаете, а сега гостите ќе ја дознаат. Треба да влечете по едно прашање, професоре повелете, не мора вака како што е наместено. Да, ако може само садот малку понатаму да го подадете, благодарам. Добро, така. Еве јас не одам поред. Да. Силви, на македонски е прашањето. Немам избор. Да, ма, може си да го земиш да го сакаш. Не кажав, да. Јас Не влечам поред. Добро. Не, велам на македонски е прашањето. Верувам нема да имате проблем. Ајде, професоре, може со вас да почнем. Прегледа човекот, ти знаеш што е Некој прашање. тешко прашање. Кога последен пат многу се смеевте? Додека сме кај промена на енергијата. Да, има ли смешни моменти таму на факултет, некои такви ситуации? Нешто Не со мора да ChatGPT, се, нешто. нели само со учење и страф од испити. Проблемот со вакви моменти е што некои денови ги има премногу. Сега Никој нема. стварно ми е тешко да издвојам кога последен пат многу сум се Еве не мора последен пат нешто што прво ви паѓа на памет. Или Нешто некој баш човек смешно. во вашиот живот што знае да ве насмеете, ајде. Па моментално син ми, 18 месеци, Добро. багабонд се раѓа очигледно. И Добро. Што прави најчесто сега во тој период, Инајат година и пол? Инајат, ама таков изгледа по природа, пошто Горна Дебарца е мајка ми, Мариово е татко ми и тука има некоја Интересен спој. идеална комбинација. И па и сопругата исто. Татко и од Кавадарција, мајка и од Прилепи, тука исто има некоја комбинација. Интересно, бога ми. Проблемот со човекот е имаше проблем нешто некој стомачен вирус. Со син ви? Да. И човекот. сега малку и не е смешно кога го доживуваш тоа, ама сега од сегашна перспектива му е лошо, супер, му е подобро, зема шише вода, пробуваме да му го тргнеме, плаче се, трга го зема и го пие на екс. И пак му е лошо, и пак тоа го прави, и тешко на сопругата цела вечер беше. Офлеле. Ама сега стварно ми е смешно кога ќе Ама помислам. да, во моментот не било сигурно. Моментот никако. Да, Ама но сега. Од ретроспект ќе речам дека беше стварно смешен момент и сега кога ќе си помислам на тоа каква будала е, не ми се верува. Да е жив и здрав, да ве смеи понатаму во животот. Ама конзистентно прави такви глупости, така да мислам дека ќе ми биде забавно. Верувам. Најзабавно ви е сега. Имате најубава забава. Да. Силви, ајде Еве, ваше. јас се придружувам, бидејќи јас имам една таква забава. Јас имам внукичка која што има 21 месец и е во сличен период и е тоа термитче. тоа е такво едно темпераментно дете. Значи, онака зуи по дома, во секоја секунда прави некоја штета. Значи, ја како што сум педантерија тешка, стануваат двете со ќерка ми и за 5 минути немам кај да стапнам веќе. Таков страшен лом. Али, луѓе, тоа е таква смеја и таков еден глас во куќата се ори. И тоа е така убаво. И тоа е нешто што мене страшно ми го подобрува расположението, бидејќи моето прашање беше која песна или навика ви го подобрува расположението. Мојата малика ми го подобрува расположението. Знаете што, и најтешко да ми е во животот, кога ќе ја видам, сонце ме. Да. Истиот момент. Така велат сите баби и дедовци, на вистина. Вашето прашање? И одговорно. Кој е најчудниот и невистинит коментар што сте го слушнале за себе? Размисливте, имавте време. Па, прво што ми кариера, падна, знаеш долга што сте кариера, слушнале и за прво себе. што ми падна на памет, се сетив на 80-тите години, кога бев студент на факултетот за музичка уметност. И ние често патуваме со Силви, тогаш јас и сами претходно одев многу често во Германија. И уште од тогаш се носев многу храбро, смело да кажам, а за тоа е заслужна и Силви која што ми даваше безпрекорна поддршка. Си донесов едни шалвари од Германија и на факултет во шалвари. Прво ги носеше моите. Прво нејзините ги носеме, после се купив свој. И се враќам од Германија на факултет, нели, со шалвари и вака ме гледаат сите. Абе, вика, не сме знали дека е Владче албанец, вика, знаеш.
И јас Да, етно им делуваше тоа. Да, и јас во прв момент се обидував на некој да докажам, па на крај си викам па што и тоа е некоја нација, зашто да не сите сме еднакви, имаме уста, очи, све имаме. Кога следната година не е сега, тогаш немаше интернет, знаеш? Да. Следната година веќе стигна модата во Скопје, во Македонија и Значи, вие сте били пред времето. па така можем слободно да Абсолютно бевме кажем. пред времето, да. И почна да се носат и така, абе, овој е стварно. Да, бил модерен. Бил модерен кога ги носеше. Се уште има такви моменти, само ќе не дополнам на кратко, бидејќи секогаш кога сте екстравагантни или одите малку напред или сте малку поинакви, малку штрчите од она што е вообичаено, ќе има секакви коментари, но нека ги има. Јас не сум поборник на тоа за добар конј прашина се крева. Не мора да значи, не мора се што да се било што да се збори, само да се збори. Но, да, Владко и јас внесувавме и мода, јас сеќавам дека цел факултет после носеше и шалвари, носеше и црно. Јас кога жалев, татко ме почина, од времето. цела академија жалеше, сите носеа црно. Да, мисла дека мода е, не? Дека така треба. Офлеле. Ивана, да го слушнаме твоето прашање. Што може да ве смири кога сте многу нервозни? Отец Макари, мојот духовен отец. Браво. Тој е единствениот човек кој може да ме смири. Кога сум нервозна, мојот сопруг и Роман знаат да го побараат на телефон за да ме смири, зашто друг не може. Тоа е единственото нешто, единствениот човек што знае да ме смири. А кои се зборовите кои што најчесто ги слушаш од него? Тој си има со мене. Да. Посебен речник. Зашто јас знам секогаш да му кажам, во едно стадо секогаш има една овца која дели. Црна овчица. Да, јас сум таа која дели. Мојот сопруг и Роман се негови духовни чеда, но онакви послушни. Јас сум она малку непослушно. И тој знае како со мене, знае уме како со мене. Секогаш има магични Да, благодет и да, браво што таму го наоѓате. Да, мирот, да. Ете, баш убаво. Убави прашања, убави одговори, си ги похвалив прашањата, добро. Супер, одлични прашања ти направила Диана. Значи, Да, одлично. фала ви за преубавите одговори. Навистина не очекував дека толку работи ќе изнесете од вашиот приватен живот. Може сега да одиме со фотографиите, ќе почнеме со Силви Бент. Еве ги. Малку да ве навратиме Да, низ ова е времето. фотосесија од снимањето на еден спот за композиција Не сакам крај. Позајмивме кабриолет од наш пријател, да, за самиот спот и направивме и одлична фотосесија и многу симпатичен спот. Да, ова е последниот мак. Еве го срцето, го гледаме дела. Срцето прави Убаво, убави истината беше анимации на позади, да. Ова е еден од постерите кои што ги имаме. Фотосесија од фотостудио Јасмина, мислам, за некој. Порано беше многу актуелно кога имаме настапи, луѓето лепе Да, плакати мора да се има, нели? Па и се уште да. Стават и плакати, не само на порталите. Ова е исто фотосесија со Дејан Миличевиќ за композиција Ако ме љубиш, која што спотот е исто негова режија, така да он ни направи и одлична фотосесија. Да, нели, да. Да, многу интересно. Да, ова е од претходната фотосесија, една фотографија. Силви убавица сте биле и сте останали. Ви благодарам. Хвала, вие сте убавици сега, вие на младите светот фотосесија од преубавиот албум, пошто ние се знаеме во текот на кариерата да направиме посебни некои проекти. Првиот излет да го кажам, пошто актерка беше Силви тамо, Коштана, а ова е вториот ромален со најубавите ромски романси. Затоа сме и овака во етно Така, да, во стил. дух. Преработивме Баш убаво. Најубавите композиции. ова се знае најубавото место. Браво за фотографот. Ова е Дека лето Свети Наум, да знаете, луѓето не знаат дека има Свети толку Наум, убави бојната места. плажа, пешчана, преубава. Иначе за композицијата ја излези стара мајка, Да. која што иначе приказна е случајна уште во турско време во мојата фамилиарна куќа во Охрид. И мене ми беше инспирација да ја преработам и направивме еден оригинален спот, бидејќи мојата сестра е археолог, испитуваше каква била приказната, што била. Навистина е документирано. На белиот коњ, осман бегот пред самата куќа во стариот дел на градот. Потидовме во Свети Наум, пошто си го сакаме градот и нашите најубави манастири и најубавата плажа. И Господ ги отвори вратите во тој момент. Времето беше така мирно, обично носиме
задување некои Вентилатори, Немаше сега потреба. све природа обослужи Кога се. почнеме да снимаме, Семејството Ристевски кои ни ги овозможија сите ресурси на Имаше бранови. островот и коњите од ергелата нивна. Овде сите кои Така ги да. донеса, така како дружината на Осман Бегот беше, преубаво Многу нешто убаво изгледа, навистина. стварно. Еве Ова е еден скриншот. Да, ова е фотографија. Социјалните мрежи малку. Така е, ова е фотографија од нашата промоција, последна промоција за албумот Како во сон. 8-миот албум. Да. Ова Така, исто слушнеме песната за неколку минути. така, исто ја носам креацијата од Елена Лука. Секогаш и прави специјални креации за... Да. Да. Ова е фотографија од Маквес последниот, Да, ако не се лажем, да. Со гитарата на Влад. Да. Ова е една, јас всушност хронолошки ви ги пратив, ова беше првата. Аха, добро, ова малку се да го самите размрдам. почетоци, да, кога Владко и јас се појавивме. Ова е 90-та година. 90-та година. Ова се уште немавме своја композиција. Шубиду, Ја пеевме шпицата Маклида на... ламбада заигра. Ете, Силвина така. сакаше да пее, ама Влад кој Јас Ви недостасува ли некогаш тоа време, ајде ако можам така да го кажам? Па добро, се во свое време. Јас велам, тој интензитет, нашето медиумско појавување беше енормен. Имаше луѓе кои што ни вела, значи фрижидер да отвориме и таму ќе ве најдеме. Добра, ма секогаш било со причина сигурно. Да, Било без бидејќи причина, тоа сте работеле. експанзија беше, не само тоа, ние работиме се уште. Да, секако. Али сега практикуваме толку колку што е неопходно да кога најавиме има нов нешто ново и проект, слично, да да. кажеме нешто ново, нешто се случува, нели? И имаме фантастична соработка со медиумите. Ви благодарам. Ние Не секогаш подржувате сакаме во да ви имаме, секој бидејќи момент. секогаш имате нераскажани приказни. Ама и многу сте имаме, позитивни и да запиете. онака зборливи. Да. Публиката ве сака, да. Така, Благодариме многу за фотографиите. Јас само сакам да ги поздравам тие што вас ве поздравија, што не гледаат од Англија во моментов. Да. браво. И се многу срекни што ги имаме Силви Бенци како со останатите наши други гости, ама сега се вклучиле да Значи до пратиме еден таму се поздрав. гледаме. Многу ми е Вау, драго. браво, фала многу. Поздрав Да, до нашите таму. Така, Не знаеме нашите таму, баш убаво кажавте, да. И нека не викнат, ќе им дојдеме. Маркетинг. Специјална цена Да. за нив. бидејќи Специјална цена ќе добијат. Може, Всушност може. свиревме на едни од Англија. Меѓутоа, тие одлучија да си направат своја веселба точно во Светинаум. Браво. И нас не беше чест, тоа беше преубаво. Прво бевме од Свети Јован со кајчиња, најубаво. со Да, бројот, тоа со беше све. преубаво, да. И на крај заврши таа Со сите веселба чести и во почести. еден од најубавите Браво. храмови во целата Браво. држава Свети Баш. Јован. Браво, да. Одлично. Одиме сега со фотографиите на Ивана. Да ги погледнеме. Ивана, повели. Ова е фотографија пред... Ова е суперхеројот. Да, суперхеројот пред да заминиме на лекување во Ниш. Неговите другарчиња од школото каде што претходно учеше, му организираа забава и изненадување. Му имаа спремено подароци, Браво. напишано по едно писменце и овие балони. Да, не можам да прочитам што пишува, но веруваме некоја Роман, убава ти си порака. нашиот херој. Браво, така. Да. Браво. Одлично, од нивна страна, браво, стварно. Браво. Тука сме на патување во Италија. Ова е место градо, едно посебно интересно место. Баш убаво. Да. Овие се моите другарки. Едната е фризерка, другата е мейкап артист. Верувам, тие те подготвија за денеска. Да, да. Одлично изгледаш. Да. Секоја чест за Преубаво. нив. Да. Да, и кога зборувам за нив, би станала и би се поклонала. Е толку се битни во мојот живот. Браво, браво. Ова е Рајчица. Супер. Да. Да, нашата оаза на мирот, нашето прибежиште, Бигорски манастир и Рајчица. Кога сакаме да избегаме од нашите проблеми за миг, одиме таму. Таму и солзите сами течат. Да. На првата слика сме јас, Дијан и Роман, а на другата слика се Аритон и Паоло. Да. И оваа слика ја ставив во моментот кога Роман одлучи дека треба да биде ставена. Да, тој праша мама зашто немаме слика од моите братчиња. И оваа слика ја ставив пред една година. Ова е да, кога ја освоја Тримљум, кога ја освои титулата, мојот сопруг е асистент, помошник тренер во Тримљум.
Една многу драга фотографија. Да, точно. Отец Макари. Да. Па мора да видите. Да. Браво, преубава фотографија. Браво, преубава. Сека чест. Ова е во Ниш. Па. Да, ова е, Кај Силви си да, била кај на гости. Силви, да. Ова е семејството Радич, кое ни ја отвори вратата од нивниот дом и тие се дел од нас. Професорот Радич е еден од донаторите на оваа прекрасна црква и кога одиме во Ниш, прво одиме во црквата, па продолжуваме се што правиме понатаму. Да. Ова е цар Константин Не, црква или која е? Свети Василije Острошки, новата Каде? црква. Новата црква, да, затоа е да, не на ми влезот беше од Ниш. позната. Вау. Ова е во кампањата за ретки болести, бидејќи инсипидниот диабет во Македонија се смета за една ретка болест, бидејќи во Македонија и само еден случај знам, во Прилеп и за друг немам слушнато, освен роман за ретка болест, и сме постојани поддржувачи на кампањата за ретки болести. Секоја чест. Па ако ви треба поддршка, ние секој сме еве, тука. ние сме вољни да помогнеме во секој момент. Фала ви од срце. рачунете на нас. Исто и од нас Фала што ви. го треба. Фала ви. Ова е 10-тиот роден ден од Роман. Да. Нека му се множат уште многу, Достојна, многу родени. да. Тој е исто облечен како мама. Да, мама е обседната со тоа. Сега оваа слика има многу големо значење. Да, раскажи ми. Оваа слика Роман учествуваше на маратонот кој беше во Струга, исто така за ретките болести. Роман беше 2-3 недели станат од количка тогаш на оваа слика и беше целта да појдеме со Роман и само да испешачиме, да направи трката беше 300 метри, ние само неколку чекори да направиме. Роман истрча 300 метри. Да. И додека трчаше, плачеше и ми викаше: "Мама, не трчам јас, Господ трча со мене." И така е. Роман, Дејан беше во публика, јас бев до него. И јас не можев да верувам дека Роман трча. Дејан го гледа исто и тој не може да верува дека Роман трча. Браво. И стигна до целта, исто како и сега немаше некој што не пушти солза и што не плачеше, зашто беше вистина емотивно. Сигурно. И беше прогласен за победник. Браво, браво, браво. Ја има упорноста од мама. Да, дефинитивно. И храброста. И од тато. Да. Овдека сум јас со моите родители. Овдека имам 6 недели. И Да, побаравме нешто и од твоето да, ова тие се пример. За се ова што сум јас, тие се пример. Да, тоа беше. Епа Ивана, тамо си ја исцрпила енергијата, Да. тамо они всушност те направија. Па и мојата мајка и мојот татко се заедно од 7 одделение. О, браво. Да. И така да се што научи во животот научив од нив и што е љубов, научив од нив. За да верувам голема и од нив. Неверојатно. И од родителите, од сопругот и од нив. Тие се постојано со нас. Браво, браво. Секоја чест за цела фамилија. Не знам Да. што да кажам, ама навистина браво што се држите Да. и што годите овој пат заедно. Благодарам. Да, драго ми е што можеме да зборуваме за тоа дека во македонските модерни семејства се уште се негуваат вистински вредности, колку и да се почесто се губат во последните Ние живееме во заедница со свекорми, со свекрва ми. И браво. за ништо на светот не би го променила тоа. Браво. Дефинитивно. Браво. Да. Да. Благодарам многу, Ивана. Ќе продолжиме со фотографиите на професорот. Малку повеќе активности од вашиот факултет, бидејќи не зборувавме многу за тоа, но барем да погледнеме преку фотографии. Да, Повеле. Финки е релативно нова институција, ова сме 4 декани на Финки поред од првиот најлево до јас последен декан сега. Димитар Трајанов, Иван Чорбев, Боро Јакимовски и јас. Верувам имате одлична меѓусебна тоа соработка и некад разбирање, да. Нема суета. Нема. Тука се асистенти и студенти на еден настан што беше во Сити Мол Така. за промоција за средношколци, мислам дека беше од студентарија МК организиран. Доста интересен настан и затоа го направивме ова како рамка за да се сликаат сите и промотивен Да. материјал. Ова е стара слика од почетоците на Финки, тука тоа логото на Финки сега е ставено, има еден интересен графит. Аха. И сите кога ќе дипломираат, доаѓаат пред него и се сликаат. Тука графитот уште не е готов. Тука е некоја слика овие роботчиња кои ги добивме како донација од владата, тука што 2012-13, тоа е НАО роботот, па тогаш го програмиравме со студентите да праве некои работи
Мислам дека еден период и Тогаш го проводе. научивме да играме. Те зборува? Зборува. Зборува, да. Што се Требаше може? да гостувате со него. Да. Ова е новиот амфитеатар на Финки, на кој браво. сме особено горди. Убаво изгледа. Доста интересен простор и успеваме понекогаш на интересни предмети и настани да го наполниме со студенти. Секако. И исто така истиот го имаме користено и за други настани компании кои го организираат по нешто. Тука е, ова е од еден проект Clean Breath за загаденоста на воздухот во Скопје. Проектот заврши. Ја зголемивме мрежата на сензори кои што мерат, оние ефтини сензори, непрецизни, кои што мерат загадување во Скопје. Имаме еден магистрант моментално пробува од таа мрежа да најде начин и како и да се детектира барем приближно од каде потекнува изворот на загадување. Тоа е една од активностите со која што изгледа недоволно се фалиме, ама и тоа го работиме. Има ли доволно работа за студентите кои што се на овој факултет или се уште гледаат, да го наречеме тоа бегство во странство? Поентата е дека со завршување на Финки пазарот е глобален. Има многу колеги кои што работат во Македонија за странска компанија. Така. Да, Значи и не тие- мора по секоја цена да се замине Не како мора да што се другите замине. млади бараат. Не мора. Сега зависи некако кога беше пред корона периодот се дозволуваше работа од дистанца, remote work. Сега некако се повлекуваат повторно се враќаат во канцеларија и таа работа во странство ќе биде можеби потешка, меѓутоа уште има компании кои што дозволуваат така и уште има многу луѓе кои што работат директно за За од странска тука. компанија Да, од тука. така, добро. Да. Претходните слики беа фотографии, роботите, да. тука ни е новото Финки си е Финки. Имавме еден виц претходно кога се работи за факултет за информатика, ги тоа како Бош Пумпа, на кој Финки студираш ти? Да ги кажа, некој. Да. Ова се исто од една промоција на Финки, студент, асистент и професор, многу убава слика. Секогаш имаме доста добра поддршка од студентите и ние им ја даваме максимално поддршката за се што организираат. Ова ни е најновиот робот куче. Сега е Интересно. набавен Што може Не, тој? дефинитивно треба да дојдеме кај вас да снимеме. Да. Или евентуално да дојдете со се тука, но мислам дека ќе биде Да. поинтересно во вашите простори. Да, И обука повелете. за ChatGPT сакам Да, да да. Слободно, ChatGPT. нема Како и проблем да е. и тоа. Кучево нема име, мислам дека наредната недела има еден настан на кој што треба да му дадат име, како да се вика. Аха, доправа Кумот, значи. кумот треба. Кумот. Кума. Настан од Понаусисивач Сдружение на жени инженери, мислам браво. дека. Како се реагира кога ќе се споменете artificial intelligence или вештачка интелигенција? Се уште има некоја стигма кај народот, можеби малку кај повозрасните или и кај помладите. Што е она што ви им го кажувате, дека не треба да се буниме на тоа, туку да прифатиме и да научиме како да ни помогне. Всушност луѓето се плашат дека многу работни места ќе ги снеме и ќе се изгубат. Но дали е тоа навистина така или само треба да прифатиме вештачката интелигенција и да си ги подобриме нашите перформанси во работата? Нема да биде прв пат во историјата да се случи технолошка револуција. Така е. Сега е нов бран на такво нешто, каде што вештачката интелигенција заменува работи кои што искрено не очекувавме толку дека ќе ги замени. Ние мислевме дека прво ќе ги замени репетитивните, оние досадни дејности Добро. кои што се работат, меѓутоа сега почнува некако вештачката интелигенција да станува креативна. И наеднаш многу работни места се загрозени, меѓутоа не би рекол дека се загрозени, туку овозможува зголемување на продуктивноста во тие работни места. Лично мене, ако ми требала за подготовка, да речеме една недела на материјали за предавања, јас сега тоа можам да го направам во еден ден. Па тоа сакав да кажам, значи да искористиме од позитивен аспект, не да се плашиме и да се повлекуваме. Значи, она што јас малку ќе ве во прекинам. музиката можеби прави во лошо. музиката не прави, Или не прави прави? лошо во смисла многу олеснува, како што кажа Добро. професорот, во смисла што ви ги заменува техничките работи, да рецимо мултиплицира ритам или фраза испеана или Добро. слично, значи од таа гледна точка многу помага, но оној живиот сенс кој што на пример мене ме враќа во студија порано кога ќе сгрешам, уште 100 пати за немаше толку ама да кажам. Така да, така е нели, за да муабет. испеам чисто, а сега Владко може тоа да го наштима, нели? Меѓутоа, она што сакав јас да прашам, постои страв дека
Вештачка интелигенција, вака како што тргнала да ни олеснува секојдневни работи, практични кои што се во ред, но дека еден момент ќе достигне, ќе почне да не контролира нас. Веќе не контролира. Веќе не контролира. Да, но до тој стадиум што ќе стане опасно. И мислам дека и веќе е опасно. Зошто го кажувам? Мислам, не го кажувам за да се плашим. Проблемот е следен, а како и се друго што го користиме како алатка, стануваме зависни од него. И ова е алатка од која што може да се стане зависен, до толку што читав некаде дека веќе има луѓе кои што разговараат исклучиво со вештачка интелигенција и се затварат во таков круг. Треба да се внимава особено кај помладите, да не се научат да зависат од вештачката интелигенција кога прават нешто и кога работат нешто. Тоа што го дава како одговор на било кое прашање не е базирано на знаење, туку е најверојатна секвенца на зборови која што би ја дал тој робот како последица на она што вие претходно сте го. Информација собира. Не е ни информација, не мора ни да значи дека ќе биде точно. Да, и тоа го прави убедливо врз основа на сите тие информации кои што има собрано. Друго, ако има повеќе информации собрано кои што се грешни, а помалку информации кои што се точни, дава предност на повеќето информации. Она функционира најдемократски од сите. Мнозинството победува. И сега, ако имате вие на интернет грешна информација која што е пласирана на интернет, ќе ја сервира грешната информација како точна и ќе биде многу убедлива вештачката интелигенција во тоа. Ама значи пак зависи од нас, луѓето, тоа што ќе го пласираме на интернет како информација па да се селектира. Значи треба да знаеме границата ние да бидеме тие кои што наредуваме, да кажам, а не тие на нас. Во идеално сценарио вештачка интелигенција треба да користат луѓе кои што знаат каков одговор ќе даде. Ако однапред го знаете одговорот, тогаш можете да ја користите како алатка ќе биде ефикасна. Ете, однапред го знае одговорот на која интонација треба да биде, користи компјутерски систем, користи вештачка интелигенција да си помогне да забрзи. Ама ако не го знае однапред одговорот, тогаш може да направи огромна грешка и да те убеди вештачката интелигенција буквално, ако не знаеш точно што треба да добиеш, дека тоа што го добиваш е навистина точно и после пред други експерти кои што се во областите каде што ја користиш вештачката интелигенција, излегуваш некомпетентен и смешен. И тоа треба да го знаат сите што ја користат, треба да ја користиме, забрзува многу. Ќе менува дали ја користиш или не ја користиш. Да направам груба споредба, ако имате на каса продавачка која што ги куца производите и автоматски пресметува, и ако имате на каса некој кој што на тефтерче пресметува. Така. И имате линија од клиенти кои што треба да бидат обслужени. Разликата е таква, дури и поголема, многу побрзо е отколку касата. Вештачката интелигенција веќе овозможува во продавници, истурате се во кофа, автоматски ви дава сметка, пресметува што имате како продукт. Многу е убрзан процесот. Мораме сите да се сметката е 0 динари, идеално. Грешката. Значи треба да бидеме многу предпазливи во секој случај. И со секој ден станува се. Се поопасно. Сите мора да научат. Затоа што не знаеме да ја користиме. Неинформираноста секогаш прави проблем. Сите треба да ја користат. Ние ќе се трудиме како експерти да ја направиме поприфатлива и да ја направиме подоверлива во смисла што помалку да има веројатност да направи грешка, меѓутоа секогаш со резерва, не е како калкулаторот кој што никогаш нема да направи грешка. Ова е калкулатор кој што понекогаш прави грешка и ако се ослониме премногу на неа, можеме да направиме крупни грешки во професијата во која што работиме. Може да поставува диагнози, секогаш консултирајте се со лекар. Може да ви пресмета поготово. Секогаш пресметајте посебно. Може да ви даде сугестија како да ги вадите цветињата, пак консултирајте се со експерт, бидејќи може да ви го оштети. Јас уште повеќе на луѓето им верувам. Иако сум нели од помлада генерација, значи човек да ми одговори. Експерт готвач, прашавме вештачка интелигенција како да прави омлет, ми кажа не е баш така. Значи омлет може мене да ми е убав, вас да не вие, така што во секој случај многу убаво објаснивте. Да, дефинитивно треба да се преиспита, значи не е 100% сигурно дека тоа што ќе го добиеме е точно. Апсолутно точно. Да. Познавајќи ги тие алгоритми, бидејќи од 2008 работам во примена на машинско учење и вештачка интелигенција, ќе стигне 99,9%, 99,99%. Секогаш ќе има 0,001 кое што треба да бидеме предпазливи. Така си е.
Имам Да. уште неколку минути Цеца до крајот. Имаме уште една минута. Некако Силви Бенд ништо не ги прашавме, така имам некое чувство, иако зборувате, ама каде сте сега, што правите, што подготвувате ново, ни доаѓаат новогодишни празници, можеби нешто спектакуларно треба да очекуваме од вас? Па, чиме Силви Бенд во прашање, нормално дека ќе има секогаш. Секогаш, да. Јас измислувам проекти Се нека раскошна креација. цело време, обавезно. Кога ги гледавме сликите, фалеше некоја слика од нашиот точно. концерт на нашата кариера, кој што се одржа на 31 јули во најубавиот простор за мене, тоа е Античкиот театар во Охрид, кој што помина одлично. Реприза чекаме. Па секако, Затоа и пред. баш што за сака тоа да го изборувам. најавиме. Екипата е од 25 луѓе со музичари кои што го сочинуваат врвни уметници. Половина се од Македонската филхармонија, другата половина од Македонската опера и балет. Иначе тој проект лани беше одбиен од Министерство за култура. И ние си го направивме со своји собствени средства и со Секоја чест. спонзорство. Да. Годинава сега повторно аплицирав да видиме што ќе биде проблемот. Годинава, ако не се одобри, ама мислам дека редно време да се одобри, и ако не се одобри, ние пак ќе го повториме. Да. Меѓутоа сега секако. во Скопје ќе го направиме. Кога? Веќе аплициравме, во МОП ќе се одржи тој Во концерт. текот на годината, Во текот веројатно пред крај на година. Значи дополнително ќе го најавиме тоа, бидејќи времето ни е многу кратко. Јас морам да ви се Има што да се зборува, ама ние ќе ви дојдеме така е. повторно. И ние ќе Благодариме. дојдеме кај вас и ќе пиеме кафе со вас и ќе пренесеме се што треба.